Македонија наутро до 8 часот анализираме на актуелни теми кои што не засегаат нас и се разбира се исто така важни за геополитиката. Добро утро ќе кажам за професор доктор Цане Мојановски. Професоре, пред месец и половина чинам дека направивме една убава анализа, но многу работи од тогаш се променија и многу работи кои што тогаш ги кажавме некако се остваруваат или се реализираат. Имаме неколку 6 или 7 теми кои што сакам да ги опфатиме и сите се всушност од вчерашниот ден настани кои што се случуваат само во еднодневно ноќе, за жал. Почнуваме со најновата изјава која што можеби вчера го изненади и светот, дел од светската јавност на рускиот министер Лавров зборуваше за реална опасност од трета светска војна. Што значи оваа промена во изјавите на рускиот државен врв околу Трета светска војна? На почетокот благодарам што ме поканивте да им посакаме добро утро на гледачите на македонската телевизија и убав ден, на гледачите кои до вчера го одбележуваа Велик ден, да ги поздравиме со христијанскиот поздрав Христос воскресе, вистина воскресе. Ова утро ние ќе разговараме за една тема која не е вообичаена и не секојдневна, за војната и за последиците од војната. Денес е 62 ден од како почна, како русите ја нарекуваат, специјалната операција, но објективно војната и окупацијата на Украина, на една независна европска држава. И војната како војна носи еден број на специфичности кои ние секојдневно ги доживуваме и потврдуваме. А тоа е дека штом почне војна, умира вистината. И дека војната се води на сите фронтови и со сите средства. Едно од подрачјата каде што таа се води е овој дел со медиумите, или како со еден постар израз се служевме, информативната сфера, во која што се упатуваат пораки до населението, особено до воените и други состави, со цел да предизвикаат определен губење на моралот или воопшто создавањето на психолошки предпоставки за положбата во војната. И во тој контекст, изјавата која што ја споменувате за реалната опасност од постојањето Трета светска војна е всушност прашање кое е апсолвирано многу пати во разни анализи кај воените и други аналитичари и кај политичките аналитичари, затоа што овој свет во последните 70 години, таму можеби повеќе од првата експлозија на атомската бомба во текот на Втората светска војна, е под притисокот и заканата за опасноста од употребата на нуклеарното оружје и почнувањето на воен конфликт. Самиот почеток на војната во Украина ги зголемува опасностите од ширење на тој конфликт. Иако ние во една од тие анализи која ја вршевме овде во ова студио, како и бројните аналитичари кои учествуваат во емисиите или воопшто во јавните настапи во анализите, укажуваат дека таа можност постои, но дека неизината веројатност да се реализира е многу ниска, затоа што опасностите кои стојат особено од употребата на нуклеарно оружје се многу опасни или катастрофални не само за оној што ги употребува, него и за целиот свет. Токму заради тоа мислам дека станува збор повторно за враќање на дел од реториката која беше присутна во студената војна и нуклеарното оружје се користи како психолошки и друг пропаганден елемент врз основа на кој што се обидува да добија психолошка предност во однос на опасностите. Дали Трета светска војна е можна? Веројатно, светот се менува. Ние во 20. век имавме две големи војни. Првата светска војна и втората. И веројатно, ако се барат дали тие сличности ќе се повторат историски од тој тип на катастрофи, веројатно не е можно, но дека одделни облици кои сега се случуваат,
Иако не можеме да зборуваме за директни учесници во војниот конфликт, овде нападнатата Украина, украинската војска и рускиот агресор, и од друга страна еден значителен број солидарни акции кои што ги преземаат народите во однос на подготовката и обезбедувањето на материјални воени предпоставки на Украина и украинската војска да си одбранат територијата и суверенитетот. Од тој аспект, значи, имате еден значителен број на директно и индиректно инволвирани структури. Исто така, ако зборуваме дека денес живееме во глобален свет и таа глобализација нужно предпоставува и дефинирањето на воената и воените конфликти во глобални рамки. Од тој аспект ние имаме определени облици кои укажуваат дека овој свет е во судир, во конфликт, во кој што се бранат различни принципи, кои дел од нив беа подзаборавени, особено меѓу Првата и Втората светска војна. После Втората светска војна тие добија во значителна мера но во секој случај да резимираме, според моје мислење, Трета светска војна теоретски зборувано е можно, но реално е многу се мали можностите, затоа што силите кои објективно се можат да ја предизвикаат, прво се внимателни, затоа што постои дисбаланс во однос на воената моќ, затоа што на еден добар дел од земјите кои тендираат кон тоа да постанат дел на мултиполарниот концепт на урамнотежување на силата, тој облик не им одговара, и дека третото е дека последиците од една таква општа војна која може да ја бараме во историските искуства на Првата и Втората светска војна, ќе донесе еден значителен број на материјални, човечки и други штети кои објективно ја доведуваат во прашање смислата на војната и војувањето. Скоро во исто време, во ист период, дојдоа двете изјави, таа за реална опасност од Трета светска војна, но и изјавата исто така на официјални лица од Москва вели НАТО е во војна со Русија. Ова некако го слушаме изминатиот период се повеќе и повеќе. Дури рускиот министер за надворешни работи каже дека самото испраќање на оружје и на помош во Украина всушност е на некој начин мешање на НАТО во целата оваа ситуација. Што би требало да значат овие изјави или на што алудираат руските представници доколку влеземе во нивната психологија, ајде така да кажем? Дали повторно тука станува збор за заплашување или? Мислам дека најдобар одговор даде вчера Гутереш во на пресконференцијата во Москва, кога вели факт е дека на украинска територија има руски војници. И дека Русија е силата или агресорот кој ја напаѓа Украина. И од тој аспект, ако сега ја земеме логиката или паралелата, нема НАТО војник на украинска територија или на руска територија. И од таму е сите други интерпретации кои ќе ги земете за тоа дека НАТО е во војна или во воен конфликт со Русија, добиваат друго значење и имаат други цели. И во тој контекст може да го сместиме прашањето во делот на она што значи војување во медиумите, во медиопросторот, во кој што најчесто настанува војната со употребата на информациите. Психолошка војна. Психолошката војна и во тој контекст. Но тоа не значи дека се исклучени можностите од ширење на конфликтот и вклучување на други субјекти, во овој случај НАТО сојузот. Но НАТО сојузот во неколку наврати проценуваше и даваше изјави дека неговото вклучување објективно значи отварање на Трета светска војна, затоа што имате сега имате две, тогаш имате еден значителен број на земји кои ќе бидат во воен конфликт и дека воените последици или последиците по светот и по Русија и по европската и ако сакате и светската иднина ќе постанат неизвестни во однос на тоа што може воената моќ
која ја располагаат НАТО сојузниците и Руската Федерација, како и другите субјекти кои не се инволвирани во конфликтот, представува сериозна опасност по иднината на човештвото и по сваќањето на модерното живење на човекот како такви. Во таа смисла мислам дека тука сепак станува збор за одмерување на силите и за барањето, да кажам, излезни решенија кои ќе упатуваат на тоа дека е време да се отвори прашањето за разговори или преговори во однос на ставањето на војната во мирување и барањето на мирнодопско решение за неа. Така. И официјален Пекинг реагираше на последните изјави кои што ги коментиравме сега. Вчера од Пекинг, од Кина порача, вели никој не посакува трета светска војна. Некако од Кина имаме малку изјави, се трудат некако да не се мешаат во овој конфликт, меѓутоа вчера веднаш експресно меѓу првите реагира веднаш по изјавата на Лавров. Ова земја е во економски, технолошки, ако сакате, извореден подем во последните децении. Во сите анализи се дефинира како сериозен фактор на глобалниот свет, како глобален играч, и веројатно кинеските власти проценуваат дека не се страна во воениот конфликт, нема непосреден судир на интересите, или да речеме интересите кои тие ги остваруваат, веројатно може некој од судрените страни да им го отвори или да го создаде простор за нивна полесна реализација. Веројатно затоа тие нема. Меѓутоа имаме и уште едно искуство дека кинезите и кинеската политичка елита не практикуваат таков облик на комуникација со јавноста во која што споделуваат определени информации. Но факт е дека тие се сериозен економски, воен и технолошки потенцијал и дека во сите анализи се земат параметрите кои таа ги има. Оваа изјава само укажува на опасноста од избрзувањето или носењето на некоја одлука која може значително да го загрози светскиот мир. Тој е загрозен со војната и воените дејствија, но не е доведен во ситуација да се наоѓа на ивицата на неговото постоење. И во тој контекст треба да се наблюдува дека и меѓу одделни глобални играчи во современата светска политика постои уверување дека третата светска војна и употребата на нуклеарно оружје не е решението по кое што треба да се трага или да се наблюдува како можно во овој период. Една од причините за почеток на овој руско-украински конфликт, кој што се наведува, беше и всушност желбата на Украина да стане дел од НАТО. Сојузот. Русија кажа дека тоа веќе би било премногу и НАТО би дошол до самите нивни граници. Но вчера исто така имаме и нови моменти околу тоа дека Шведска и Финска заедно ќе аплицираат за членство во НАТО. Некаде при крајот на денот имавме изјави од хрватскиот председател дека тоа не би требало да се случи. Како гледате на ова, дали овие две земји би можеле да се приклучат во овој сојуз, како тоа би се одразило на целата оваа руско-украинска криза и на безбедноста на европскиот континент? Прво, во претходното гостување ни укажавме дека дел од причините или дел од поводот, да речеме, не може би причините за војната или руската интервенција во Украина беше заради фактот што русите сметаат дека е нарушен геостратешкиот концепт и баланс кој беше воспоставен со Втората светска војна и посебно со договорот од Јалта. И дека во изминатите 20 повеќе години тие го отвараат тоа прашање за дисбалансот и се обидуваат да се наметнат како реален политички фактор во дефинирањето на интересите и интересовните зони во Европа.
во кој што спаѓа и Балканот. Историјата, ако ја погледнете, дека во последните 2 и повеќе века во Европа и на подрачјето на Балканот и пошироко во светот, кога се случуваат определени настани, се испреплетуваат интересите на одделни глобални играчи, меѓу кои беше Руската империја до Првата светска војна, Советскиот сојуз до падот на Берлинскиот зид и по доаѓањето на Путин на власт, таа концепција и тој концепт се обнови во современа Русија. И дека тој концепт е всушност руски геостратешки интерес кој таа се обидува да го артикулира преку јавноста и сега со употребата на воената сила всушност таа се обидува да употреби некои од средствата кои во историјата бе употребувана, а тоа е најлошото средство војната. И од тој аспект, ако зборувате тие изјави, ако ги наблюдуваме овие изјави, треба да ги наблюдуваме од тој аспект дека руската држава или Руската федерација има определен концепт на своите. Но тоа не значи дека другите субјекти треба едноставно да ги прифаќаат јавно изразените гледишта и тука е прашањето на односот на глобалните играчи. И во тој контекст, значи, таа изјава така е наблюдувам. Вие ако се сеќавате и во однос на нашето аплицирање во НАТО и зачленување во НАТО сојузот, имаше коментари од Руската федерација и така натаму, затоа што тие според тој Јалски договор од 1944 година, ние бевме во зоната на 50-50, на влијанијата на двете тогашната федерација и така натаму. Што се однесува до апликацијата на двете европски земји, значи Европа тендира кон тоа да се обединат европските држави во нејзиното семејство, значи вклучително и на оние европски држави кои не се вклучени, како што сме ние земјите од Западниот Балкан, но како што се и земји кои што се наоѓаат на граничното подрачје меѓу Европа и Русија, во кој што спаѓаат Украина, која сега е воено загрозена од Руската федерација, тука доаѓаат Молдавија. Значи, еден сет на земји, број на земји кои што објективно припаѓаат на европската култура и имаат таков интерес. И тие нивниот од кон Европската унија е условен од разликите кои постојат меѓу овие глобални играчи. Изјавата на овие две северни земји всушност ја наблюдувам повеќе како израз на европската солидарност или на идејата овие земји потцврсто да е изразат европската солидарност. Иако има и други европски земји кои не се во НАТО сојузот, но се дел од европската интеграција. Второто нешто што треба да се има предвид е дека на тој начин другата глобална сила, Европската унија и НАТО сојузот, исто така соопштуваат на Русија дека сојузниците се комплетираат или постануваат многу посилно јадро и дека таа порака треба да се наблюдува од аспект на тоа дека треба војната и војните действија да финишираат, односно да се бара решение во кое што тие ќе престанат. Ќе престанат разурнувањето на материјалните средства, ќе престанат појавите на губење на човечки животи, зашто таму животите ги губат и украинците, но и напаѓачите или агресорите. Во секој случај војната не е еднонасочна улица. Так. Во неја се случуваат нешта за кои што мирнодопскиот човек често пати тешко може да ги замисли. И тоа повеќе или помалку укажува дека тоа е најнепожелното средство кое што треба да го практикува модерниот човек. И, професоре, би сакал да ја заокружиме оваа тема околу руско-украинската криза и последниве 15 на минути да ги посветиме на Македонија и на тема Западен Балкан и безбедност. Но ете да дадеме едно резиме на тоа што го изјави министерот за надворешни работи на Украина Дмитро Кулеба, после сите овие изјави на руските официјални лица кои што дојдоа за еден или за 2 дена, вели дека после се ова и после интервјуто на Лавров може да се заклучи дека вели Русија го пречувствува поразот и ова е само знак на слабост.
тоа што и го зборувавме до сега. Дали можеме тоа да го веројатно министерот има повеќе информации. Ние од ова што нас ни се сервира преку медиумите, а медиумите, што знаат исто така, сервираат информации според интересот. И во војната секогаш треба да имаме предвид дека прва умира вистината и дека во барањето извори преку кои што можете да ги процените сите основи за да имате поексплицитен став, ние во овој момент немаме, барем јас немам таква можност, но тоа укажува дека војната и начинот на комуникација во војната подразбира афирмација на сопствените гледишта. Веројатно министерот има доволно бројни информации кои претпоставувам се содржани во неговата изјава и тие упатуваат на тоа дека едно од можните решенија е брзата капитулација, така да кажам, на Руската Федерација во однос на воените цели. Тоа ми асоцира на некои искуства кои постоеја на локалните воени жаришта на Западен Балкан, кога се трагаше по решение. Едно од прашањата беше да се утврди што е тоа воена цел, дали се тие остварени. Кои од тие воени цели се остварени и колку мировниот процес ќе биде представен како добивка на страната која учествувала во овој случај на Руската Федерација како агресор на Украина, затоа што Украина си ја брани својата територија и за нејзе секој престанок на војната и на пуштањето на руските трупи на украинската територија ќе, според моје мислење, значи успех, затоа што на тој начин таа ќе се создаде предпоставки да се ги залечи раните од војната и да предизвика развој. Што е за Руската Федерација и руската војска основа за победа или за завршување на воениот конфликт представен како победа, во овој момент веројатно тешко може да се истрата, затоа што во политичките и воените анализи во меѓу период се појавија и нови воени цели кои ги идентификуваат во однос на завршувањето на украинската војна. Во секој случај станува збор за една изјава која ги мотивира украинските воени сили и го поттикнува прогресивниот свет да ја зголеми поддршката на Украина и украинскиот народ во оваа битка со рускиот агресор. Велите во војната најмногу страда вистината. Јас на тоа би додал и во нашиот пат кон Европската унија најмногу страда вистината. Ова нека биде само увертира за македонско-бугарските односи, затоа што изминативе 2 години се случува во врска со тоа прашање. Наративот што се користи изминатиот период, не само од македонските политичари, туку и од доста европски челници, е дека проширувањето на Европската унија кон Западен Балкан станува безбедносно прашање. Изненади изјавата на Илхан Чучук од Европскиот парламент, извештувачот за нашата земја таму, дадена вчера, вели ЕУ интеграцијата на Западен Балкан се претвори во безбедносно прашање. Досега бугарскиот европратеник ова го немаше изјавено. Па би сакал во овие 11 минути кои што ни остануваат малку да ги проанализираме македонско-бугарските односи од аспект на започнувањето на преговорите со Европската унија. Доколку повторно се срушат очекувањата во јуни, што можеме после овие изјави да очекуваме во однос на стравот кој што се сеја кај граѓаните, бидејќи кога ќе се изјави дека станува безбедносно прашање, сигурно не е sejedno тоа да се слушне и да се прифати. Прво, мислам дека ние во последните 30 години навикнавме да слушаме изјави од европските челници, од нашите пријатели, соседи и така натаму, дека тие силно се залага за европските принципи и за европските вредности. 30 години, не 3 месеци или 3 години, 30 години. Ние во тие 30 години се уверивме дека концептот кој постои за европските вредности има локална интерпретација, која е зачинета со популистички, националистички и не знам какви други примеси. И тоа прашање можете да го на било кој од отворените прашања досега што ние ги имавме во одот кон Европската унија да ги препознаете.
Најновото прашање, или најновата интерпретација на наратив на нашата вклучување во Европската Унија укажува дека нашиот источен сосед си зема за право тој да ја чита историјата и да смета дека неговото читање на историјата е апсолутната вистина. И дека тоа е централниот проблем, дека во читањето на историјата, на историските факти, за нешто што не постои, да ги читате во современ контекст, е прашање кое што отвора многу дилеми. Ние имавме и во македонскиот случај такви идеи кога се расправаше за илустрацијата, кога се читаат документите од современ аспект, од времето на читањето, а не времето на настанувањето. И тоа објективно, тој наратив не придонесува забарањето на решение. Значи, тој го исклучува пробитниот став, дека вие се залагате за европски вредности. Дури, да речеме, да земете една хипотетичка персона, ние останеме надвор од европското семејство. Тоа не значи дека ние ќе ги прифатиме бугарскиот начин на читање на историјата. Ние ќе имаме свој начин на читање на историјата. Дури ако го гледате историјата на македонскиот народ, од последните 10-12 века, ќе утврдите дека без разлика кој бил владетел, тој има еден наратив кој се живее, не е секогаш официјален. Официјален постанува тогаш кога се конституира во политичка заедница, во држава. Тој наратив се нарекува таа идентитетска основа или култура која што ја чини посебноста. Мојата баба која беше неписмена, која беше родена на почетокот на 20-тиот век, таа во својот наратив имаше две одредници кои постојано ги истакнуваше, дека е православна и дека е македонка. Таа не беше подложена на образовните и други притисоци за кои што нас ни се забележува, дека ние во градењето на својот идентитет сме ги градили. Од таму, значи, ако го наблюдувате тоа прашање, всушност не станува збор во однос на нашето аплицирање кон Европската Унија за ништо ново. Но ако погледнете што се случува на Западниот Балкан со другите држави во однос кон Европската Унија, тогаш многу брзо ќе сватите дека можеби не се така изоштрени прашањата со тие земји кон Европската Унија како кон нас, но дека кон Западниот Балкан постои определен, дај да не речем историски анимозитет, но постои определен отпор кој можете да го препознаете во Европската Унија. И често пати се поставува прашање колку тој е под притисок на историските наслаги. Случувањата на Балканот во последните 200 години се резултанта на компромисите, на интересите на глобалните играчи во историските периоди, на тие 2 века, во кои што тие глобални играчи и денес, некои од нив се глобални играчи. И дека тие интереси на тие глобални играчи можете да ги препознаете во реториката и во обраќањето на одделни балкански земји. И дека сушност прашањето за отпорот кон македонскиот многу наликува на дебатата која што беше присутна од средината на 19-тиот до Првата светска војна за подрачјето Македонија, за тоа што се македонците и така натаму, и преземањето на различните организациони облици во кои што најпрво преку црквата и преку формирањето на екзархијата, која го прочита, тогашните глобални играчи го прочитаа интересот на православното, и ако сакате и на словенското население, нова подрачје, па му понудија црковна организација во која што ги обединуваше и благословеше на старословенски јазик. И тоа подоцна носителите на новоформираната држава го искористија да ги дефинираат тие словенски и други православни групи како дека припаѓаат на нивниот етнос. Потоа Првата и Втората Балканска војна не се водеше
за Македонија да се ослободи, туку се водеше за таа да постане плен на завоевените сили, што заврши со Букурешткиот договор од 1913 година, кој беше потврден на мировните конференции после Првата светска војна, а после Втората светска војна Македонија дефинитивно беше распарчена како територија, како етнос и така натаму. Значи, тие историски лекции, ако ги наблюдувате, ќе забележите дека тоа не е прашање само на балканските држави и на нивната моќ, туку е резултанта на различните интереси и поддршки кои ги имаат од глобалните играчи. Ја искрено да зборувам, многу пати си поставувам себе си прашање, дали тие интереси се минато. По нашиот случај заклучувам дека не се. На една радиоемисија во април месец на првата програма на Македонското радио, на неговиот прв програмски сервис, зборував за оваа тема и морам да ви кажам, често пати ми се враќа една мисла дека можеби отпорот на Бугарија кон нашиот и кон обидот сега таа со политички средства и со политички притисок да се обидува да го моделира нашиот идентитет. И моето убедување што сум по потекло и националност. Може би да речеме во контекстот на тие интереси кои се залага во 1913 да остане поделбата на Македонија таква каква што е. И дека нашиот интерес за самостојно одење во Европската Унија може би е на индиректен начин притискање да останеме во рамките на организационите решенија од Втората Балканска војна. Колку тоа прашање е објективно интерес на големите играчи или е интерес, но таа идеја постојано ми се навраќа. Немам одговори дали е тоа точно или дали станува збор за притисок или мисловна конструкција која но некои нешта мене ме упатуваат токму на тоа. Вие погледнете еден значителен број на активности кои се случуваат. Да речеме околу идејата Отворен Балкан. Таа е одлична идеја, економска. Ние на овој простор, посебно да речеме ние, Косово, Србија, Босна, Црна Гора, има повеќе 70 години заедничка историја, има територија. Сега Албанија културно припаѓа, ако наблюдуваме на овој простор, затоа што ние повеќе од 5 века живеевме во една империја, во која што таа имаше влијание на моделирањето на културниот идентитет на балканските народи. Не само на овие кои се сега во Западен Балкан, и на другите. Значи, ние имаме еден таков простор во кој што се испреплетени бројните интереси и дека секое поместување и отворање на одделни прашања повторно упатува на некои од искуствата кои укажуваат како биле решавани тие прашања во некои временски периоди и уште повеќе што во современиот свет можете да препознаете поведенија во одделни земји во кои што се дефинираат интересите или можат да се идентификуваат интересите на глобалните играчи кои во определен временски период биле колонијални сили, во определен временски период биле сили кои што оствариле определени воени цели и така натаму, а Балканот во последните 200 години вистина има таква историја. И во тој контекст лично не очекувам дека ние во јуни ќе добиеме можност за преговори, но дека можно е под притисок на големите играчи во Европската Унија да се најдат модалитети во кои што ќе почне да се отвараат определени прашања и да се или одложуваат некои од прашањата за кои што постојат диаметрални разлики, или да се нуди некое решение во кое што ќе почне тој процес. Ако се сеќавате кога беше председател покојниот Трајковски, се отвараше некој процес на предпроцес во случајот на Македонија, кој заврши за неколку месеци и така натаму, но објективно не се отвори процесот на пријава. Значи, ние за наша несреќа се наоѓаме на едно подрачје во кое што тие интереси долго време или се трајно
трајно присутни, во кои што атавизмите и реториките кои беа карактеристични, например, за крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век се возобновени и дека тој притисок ни создава еден значителен број на непријатности, затоа што ние живеевме со тезата дека Европа и светот после Втората светска војна живее и се владее со други принципи кои беа во значителна мера надминати од пред Првата светска војна и меѓу двете светски војни. Тоа е, да речеме, едно од прашањето за правото на самоопределување. Така. Прашањето на самоидентификација. Значи, еден значителен број на прашања кои што ние за наша несреќа сега ги доживуваме како сериозна тупаница или сериозна шлаканица од европските држави или државите кои се во Европската унија се не убедуваат дека тие се залагаат за европски вредности. Така. Професоре, очигледно би ми било често задоволство да се видиме повторно некаде на почетокот од јуни месец или на крајот мај месец, кога ќе имаме и поофицијални информации во однос на што ќе се случува со почетокот на преговорите на јунскиот самит на Европската унија, па да посветиме повеќе време на тема Западен Балкан и Македонија. Често задоволство е секогаш да се анализира со вас и навистина ви благодарам за денешното гостување. Ви благодарам за поканата. Беше тоа професор доктор Цане Мојановски, нашиот гостин со кој што направивме анализа на сите актуелни прашања кои што се поврзани со нашата земја. Време е за вестите во 8 часот, а потоа и со останатите теми во Македонија наутро.